Дислексијата е темата на која што се одлучивме денеска да зборуваме во ова ново утро на телевизија Нова. Верувам дека сте со нас од рано изутрина од 7 часот. Имавме повеќе содржини. Во контекст на тоа кои се славните личности кои што целиот живот го поминале со дислексија, состојба која што воопшто не им пречела да станат познати и успешни во тоа што го прават. Во тој контекст е и овој разговор. Мојот колега Иван Лазаров пред тоа ви најави дека ќе зборувам со Катина Иванова. Добар ден. Добар ден. Веќе е добар ден. Ние сме ранобудни, меѓутоа веќе е добар ден за нас. Морам да Добре ни дојдовте. Да го искажам моето воодушевување, еден нов простор, една нова телевизија и да ви посакам многу успешна работа. Ви благодарам, се надевам дека ќе ни бидете навистина чест гостин, бидејќи имаме многу за што да зборуваме. Настрана дислексијата. Дај Боже. Така. Веројатно се согласувате со тоа дека кога ќе видиме една позната личност, многу пати сакаме да се идентификуваме или да позајмиме некоја особина од таа личност, па во тоа својство сте вие овде, да им докажеме на сите оние кои што живеат со дислексија, а не се познати дека сепак тоа воопшто не треба да им биде пречка да си го бркаат животот онака како што треба. Се согласувате? Прво и да им се заблагодарам на Ајнштејн што воопшто е покрена иницијативата за да се обзнани дислексијата, бидејќи дислексијата за жал на овој простор кај нас многу често се заменува со други некои состојби и болести кои што не се такви какви што се. Час и чест на сите стручњаци, меѓутоа тоа е само состојба. Ако јас сум успеала во животот сама да се изборам, и тоа јас дознав дека имам дислексија некаде во својата 30 и кусур година. Многу пострашни беа комплексите што ги имав од мојата состојба, отколку самата дислексија. Дислексијата е една работа која што се надминува. Како беше она мото на Сдруженијето Ајнштејн? Јас имам дислексија, ништо страшно. Ништо страшно, точно. Дури луѓе кои што имаат дислексија воопшто не знаеле во животот дека имаат дислексија и го надминувале на некој свој начин без никаква помош. Сега, од дислексија до дислексија има сигурно некоја разлика голема, некоја поблага и некоја по... Често пати се вели дека нема двајца исти дислексичари. Нема. Меѓутоа проблемите се исти доколку средината, семејната клетка и школата не ги прочита навреме. Значи, поголеми се последиците од фрустрациите, отколку од самата состојба на човекот што има дислексијата. Така. Може би ќе им биде од помош на нашите гледачи, јас да им прочитам дел од оној анкетен лист кој што Сдруженијето за дислексија Ајнштејн ми го испрати по повод денешната емисија. Ива нека се запрашаат гледачите дали често им се случува да ги заменат и да направат забуна кај визуелно сличните зборови. Примерите кои што најчесто веројатно се сретнуваат се зборовите како куп и ќуп. Колку пати сте погрешиле додека ги читате или ги пишувате зборовите ќуп и куп. Исто така за чакалка наместо за качалка. Така, или петих наместо тепих. Проблемите во одредувањето на тоа што е лево или десно може би не позабавуваа малку во таа анкета која што погледнавме. Гледачите се подзамислија кога нашата колешка Наталија Душковска ги праша каде е лево, каде е десно. Веројатно ќе биде добро овој анкетен лист да го погледнат сите родители на деца за навреме да се информираат. Да зборуваме за тоа, кажавте дека на своји 35 години од прилика дознавте сосема случајно дека имате дислексија. Како ја откривте оваа состојба кај себе и... Бев нагостика една моја другарка и еден господин кој што се бавел со дислексија, погледна една разгледница која што сум ја испратила на другарка ми. И како ја погледна, вели, типичен дислексичар. Пишувањето мое какво беше? Значи, ако почнем од горниот агол, завршувам до долниот агол негдека диагонално. Б, П, Т, Ш, И се непрепознатливи во ракописот. И О и А. И до ден денеска со сестра ми љубиме да се зезаме на таа тема и во мојот телефонски именик не е запишана како Драга Додо. Пошто А нема А, Драга Додо. А мене ми е Ато А, за нејзе не значи ништо. Тоа се тие некои мали ситници кои што кај дислексичарите и интерпункција кај нив не постои. Кај вас нема интерпункција? Да. Мојата професорка
по македонски јазик секогаш имаше проблем, вака велеше. За оваа писмена работа. Јас сум го потрошила целото црвено мастило. Затоа што нема точка, нема запирка, нема ништо. Составот е одличен. И најголемата казна, Катина, прочитај го. И секогаш некој друг од одделението го читаше, затоа што јас Тогаш доаѓа таа фрустрација и страв од читање пред така. Прима Како виста читате читање, кога сте сами? Имате проблем? Ја го имам надминато и со мојата професија и со се. Меѓутоа многу потешко од сите други. Многу потешко од сите други. Ми се случува да прескокнам ред во читањето. Ми се случува да прескокнам буква во читањето. Моите колеги се навикнати, па ми ускокнуваат и ми помагаат додека тоа го правам. Чисто се шегувате и велите, земете си годишен одмор, дислексичарот чита. Апсолутно, апсолутно. И покрај тоа што 10 пати јас веќе претходно сум го прочитала текстот. Фрустрацијата останува како нешто што е многу тешко да се надмине и во овие години. Затоа апелирам до родителите, до учителите, до средината во која што живее дислексичар. Дајте му малку време и малку шегувајте се со неговата состојба. Не го обвинувајте. Не е мрзлив, не е човек кој што одбегнува да научи нешто. Страшно се интелигентни, знаат да се снајдат. Токму тај одговорот на прашањето дали дислексијата е потешкотија или дарба, еве да објаснуваме веќе зошто е дарба. Сега зошто е дарба? Кај дислексичарот има само еден проблем. Со целата почист према сите стручни лица кои што се бават со дислексијата, меѓутоа ја имам една своја перцепција и мислам дека е тоа некое прапамтење на дислексичарот. Прво стигнува сликата, па потоа знакот. Сликата во најситен детал може да се објасни, знакот, ако е под присила дислексичар и најкраткиот збор, да речеме пап да се прочита, он ќе го чита П, А, П. Тоа е брзината на читање. Ако му се остави време, тој ќе го прочита веднаш пап. Значи, прво треба да дојде сликата, па после е знакот. Таа дискрапанца кај дислексичарот создава проблем во читањето прима виста. Да не зборувам дека има и други типови на дислексија, дисграфија и така натака. И затоа велам дека како да има мозокот некое памтење, прапамтење, прво сликата, па после знакот, она што е усвоено како култура на комуникација. Да зборуваме за дислексијата и за вашата актерска професија. Имавте ли проблеми кога ќе се појавите на првите читачки проби, на кои што се подготвува, да речеме, нова театарска представа, и кога Катина Иванова треба да застане пред своите колеги, пред режисерот со кој што соработува и да почне да го чита? Ликот кој што потоа треба да го игра нели на сцена? Катина Иванова се го усвои тоа дека е тотално неписмена кога чита прима виста текст, дека малце моите колеги особено пред други, веројатно. Малце моите колеги се мрштеа, некој се смеева и така натака. Меѓутоа во секој случај подоцна ме прифатија таква каква што сум и многу ми помага во сето она што е читање на прво читање на текст. Ме прифатија таква каква што сум. Обожавате и ли да читате? И затоа сум благодарна. Сакате ли да читате книги во своето слободно време? Апсолутно. Или не бегате сепак од тоа? Не, напротив, за да го надминам ја сето ова ми требаше многу време, за да дома сум имала јас сериозни подготовки, читање на глас, брзо читање, нервози зашто не можам јас толку брзо да го прочитам. Најтешкиот проблем ми било следење на филмови, титловите да ги прочитам. Меѓутоа со дигитализацијата на се ова што ни се случува во техниката, мене ми помогна што можам да вратам и да го прочитам тоа како што треба. Немате проблем кога некој ќе ви пише на Facebook или ќе ви испрати SMS порака, потоа вие да го прочитате тоа и да му одговорите? Ќе му треба на него малку време за да му одговорам. Ќе мора да почека. Да. Така. Неколку пати изјавивте дека дислексијата е дарба, го споменавме срамот од колегите кои што успевате да го надминете. Ја споменавме она реченица која што јас сум ја слушнала неколку пати да ја кажете дека сите треба да си земат годишен одмор кога дислексичарот чита. Меѓутоа, раскажете ни некоја анекдота. Сте се нашле во некоја ситуација кога сте се обиделе да се извадите? Често пати дислексичарите велат дека
во глава имаат милиарда начини за тоа како да се извадат кога некој од нив ќе побара јавно да прочитаат нешто или да напишат нешто. Не, јас имам трауми од тој тип, а еден куп имам анегдоти кои што веќе и не ги памтам. Само знам дека за лево и десно тоа е најстрашната работа, бидејќи за мене лево и десно е таму и вамо. И кога ќе се обидам и сериозно мислам дека знам што е лево, што е десно, бидејќи нели пишуваме со едната рака, и јас почнувам десно со левата рака, вообично во вожња, и кога ќе завртат, јас сум во чудо. Не реков таму, бидејќи обратно кажува. Значи, лево и десно ми треба многу напор за да знам кој е лево, кој е десно. Јас морам да им признам на гледачите и вам да ви признам дека често пати и јас грешам лево и десно, меѓутоа не сум забележала дека имам проблем. Мажите ми велат дека не сум била во војска, затоа не знам лево и десно. Да, можеби. Често се вели дека, односно, многу истражувања имаат покажано дека особено дислексијата е застапена кај словенските народи. Ова е повторна информација од Сдруженијето за дислексија Ајнштајн. Мојата колешка зборуваше со Дамјан, председателот на Сдруженијето. Веројатно треба да се обрне повеќе внимание оваа бројка дека од 10 до 15% од луѓето кои што мајчин јазик им е некој од словенските јазици имаат се под ризик, нели, под наводници да... Па во источните народи некои испитувања покажуваат дека многу помалку има, помал број. Јас мислам дека тие култури имаат еден друг однос кон писменоста, кон се. Затоа што тоа е слика, тоа е нешто друго од нашите знаци, кои што подоцна се дојдени во начинот на комуникација и е една состојба во која што морал да се преструктурира, затоа велам, морал да се преструктурира тој мозок нешто друго да прими. Веројатно мојот мозок е малце потврдоглав, па не се преструктурирал на време. Меѓутоа, во секој случај сакам да кажам дека не се работи за болест. Не се работи... Тоа оно што е важно да го нагласиме. Да, не се работи за болест, се работи за состојба која што со малку љубов и доза на хумор многу лесно се надминува. Многу се поголеми, уште еднаш апелирам, последиците од фрустрациите. Почнаа некаде во Европа, веќе во европските земји, па и во балканските земји да се води малце повеќе грижа за дислексичарите, така да им е дозволено едно време, законска регулатива е да им се овозможи време во школувањето, да они на еден поинаков начин полагаат испити и учествуваат во наставните програми. Така. Да ги споменаме калиграфските писма. Ќе ви дозволам вие да им објасните на гледачите зошто ги спомнав. Па додека не знаев дека сум дислексичар, мене ми беше тешко да ги усвојам и двете писма, латиницата и кирилицата. Меѓутоа, сестра ми учеше во техничко училиште и тогаш прв Драга Додо во случајот? Драга Додо. Така. Да, сестра ми учеше техничко училиште и тогаш прв пат ги запознав видовите напишување на буквите. И стигнав до калиграфијата. Калиграфијата најблиску ми беше за да ги усвојам сите специфичности во знаците, заради тоа што личеше на слика. И долго време јас и во сите мои текстови ќе се види дека некои букви јас си ги обликувам по некој свое гледање, а прво беше калиграфијата која што морав таа тенка, дебела линија, некако да ја извличам, да направам двојна линија, некако да се излеза на крај. Да ја украсам и тоа ми овозможи за сите тие знаци да ги усвојам на еден свој начин. Тука е помошта од калиграфијата, ова може да послужи како надгледно средство на луѓето кои што се бават со дислексичари, доколку не можат некој знак да го примат. Сите дислексичари различни знаци не можат да примат. Значи, да направат цртеж од тоа, да направат играрија од тоа, многу полесно се совладува. Така. Ми останува уште да ви се заблагодарам за времето и вниманието кое што ни го посветивте, времето кое што го одвоивте. Јас на крајот само ќе им напоменам на родителите дека треба да внимаваат на своите деца, бидејќи сите истражувања, меѓу другото истражувањето на Сдруженијето за дислексија Ајнштајн покажуваа дека децата честопати им е тешко и одбиваат да работат со сопствените родители. Па сепак можеби е добро да се побара и стручна помош. Чувствителноста.
Така. кај дислексичарите е на Веројатно алармантно интуитивноста ниво. исто тука работи. Значи, кога ќе забележа, мене највеќе ми помогнале луѓе кои што воопшто не биле во моето окружување. Ми помогнале комшија еден кој што цело време ми кажувал приказни. Ми помогнала многу мојата учителка, која што не знам дали била свесна дека сум дислексичар и тоа стално ќе го напоменувам. Она не можеше да си дозволи нејзиниот ученик да продолжи во, да речеме, во погорните паралелки, без да го совлада она што го поминал во претходниот период. И она работеше со мене многу. Цвета Угриновска, која што ми има помогнато многу за да надминам дел од моите проблеми. Мајка ми немаше разбирање, до душа немала ни време да се бави со тоа. Така, веројатно и многу малку се знаело во Да, тоа време. не. Они мислеа дека таблица множење не знам, јас одличен математичар, не знае таблица множење и секогаш тука сум заглавувала. Во логиката немам проблем, али во таблицата имам проблем. Бидејќи јас сум скарана со таблицата множење, можеби треба да подразмислам. Не, 5 по 7, 25. Како може 5 по 7, 25 да биде? Значи 5 и 5 и 5 и 5 и 5 и 5, така ја третирам таблицата множење и така натака, а одличен математичар. Така да тие дискрепанции, ако се забележат кај децата, може многу да им се помогне малку со играрија. Навистина ви благодарам, верувам дека успеавме да допреме до нашите гледачи. Вашата приказна раскажана буквално ни смеа и нека сепак нека ја сватат сериозно, да реагираат навреме, бидејќи ќе повториме дека последиците од дислексијата и фрустрациите од дислексијата се она што е најголемиот проблем. Самата проблем. дислексија. Многу е забавна дислексијата. Навистина ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и вам.